Изрази на сочувство и жалење на обвинетите се слушна од судницата во Идризово, но ниту еден од 35 темина не чувствува вина за катастрофалната трагедија во дискотеката Пулс. Дел од обвинетите оценија дека процесот е правно неоснован, селективен и политички мотивиран. Рочиштето го следи Михајло Видимлиски. Михајло, вина негира и прво обвинетиот Дејан Јованов. Неговата одбрана одговорноста е алоцирана на друга страна. Така и бува практично. Прво обвинетиот Дејан Јованов Деко, газда на дискотеката Пулс во Кочани, во која што трагедија од 16 март загинаа 62 лица, вината ја префрли на другите, поточно на институциите, но и на собственикот на објектот, кој што рече дека требало да располага со целата документација околу функционирањето на дискотеката Пулс. Тој негираше вина, но освен него и сите останати 34 кои што се обвинети во овој случај негираа вина. Дел од нив рекоа дека воопшто не знаат зошто се нашле во овој обвинителен акт. Дел од нив пак тврдеа како Шабан Салиу дека се работи за политички мотивирано обвинение и тврдеше дека се работи за обвинение кое што е правно неиздржано. По произнесувањето на вина, судската постапка денеска продолжи со вдавање на воведните зборови од страна на нивните адвокати, па така одбраната на Дејан Јованов Деко, газдата на дискотеката Пулс, рече дека е правно неиздржано обвинението против него. Исто така посочи дека Дејан Јованов Деко, кога го договарал настапот на групата ДНК за 16 односно на 15 март во Кочани, воопшто не бил известен дека ќе се користи пиротехнички материјал на сцената за време на настапот на ДНК, а исто така во однос на функционирањето на самата дискотека рече дека тој имал претходно години наназад за самиот објект ангажирано проектант и дека целата документација била доставена и до Министерството за внатрешни работи, но и до Државниот пазарен инспекторат и другите институции кои што биле надлежни, но нејасно е зошто во сите 13 години од самото постоење на објектот воопшто не дошла инспекција за да провери и да му укаже дека самиот објект не ги исполнува условите за работа, вклучително овде и системот за противпожарна заштита. Во продолжение да слушнеме дел од давањето на воведните зборови на неговата адвокатка, но и дел од исказот, краткиот исказ во однос на произнесувањето на вина и воведните зборови на самиот обвинет Дејан Јованов Деко. Не можам да поверувам што се случи. Јас како човек и како родител, каде што се собираа сите млади, и моите деца, за да би бил способен да дозволам да фали нешто. Дека тој наводно договорил употреба на општоопасни средства, пиротехнички уреди со музичката група ДНК, во целост ќе се оспорува ова кривично дело, односно дека не се исполнети елементите, не можело да постои никаква умисла, бидејќи на страна на обвинетиот Дејан Јованов не постоело никакво сознание, бидејќи самата пиротехника никогаш не била пријавена од страна на музичката група ДНК кај угостителот. Министерството за економија му издало лиценца за вршење на угостителска дејност, која што неспорно му се издавала непречно 13 години наназад. Ниту еден надлежен инспекторат за целото време постоење на овој објект никогаш не му констатирал никаков законски пропуст, како што наведов, освен што му биле изрекувани прекршачни казни за малолетници за кои што Дејан одговорно си ја исплаќал казната. Денеска воведни зборови дадоа и адвокатите на припадниците на обезбедувањето во самата дискотека, рекоа дека воопшто не знаат зашто припадниците на обезбедувањето се нашле воопшто во обвинението со оглед на тоа што, како што кажа, единствена нивна вина е што ја преживеале оваа трагедија. Исто така одбрана воведни зборови даде и адвокатката на собственикот на дискотеката, односно собственикот на самиот објект, Гроздан Милковски. Таа рече дека
дека тој е собственик на објектот и го дал под закуп на Дејанов Јованов Деко, кој што требало да се погреши околу сите преуредување на самиот објект и негова адаптација, но и рече дека Гроздан Милковски, односно собственикот на објектот, не бил известен во каков објект ќе биде пренаменет, иако првично бил предвиден за во него да се врши лесна индустрија, а не бил известен дека во него ќе се врши угостителска дејност. Да слушнеме и дел од нивните воведни зборови. Доколку истражиле 2012-та, може ли пожарот нема се случи? Доколку кривично гонеле и истражиле фалсификување на исправа, може би клубот немало да постои. Не презел никакво ниту действие, нити пропуштил некакво задолжително сторување кое што е во директна поврзаност со денесниот настан. Доказите ќе покажат дека единствената кривица мој денеска што е жив. Обвинетиот Гроздан Милковски не бил известен од страна на прво обвинетиот каква дејност ќе обавува во објектот. Во договорот за закуп од 1.12.2012 година не е наведена дејност што ќе се обавува во закупениот простор, што оди во подкрепа на фактот дека обвинетиот Гроздан Милковски не знаел за што е издаден објектот. Обвинетиот Гроздан Милковски никогаш усно или писмено не дал согласност за внатрешна адаптација на издадениот простор. Така, денеска воведни зборови даде и адвокатот на обвинетата проектантка Милка Едровска, кој што рече дека од неа единствено се барало да направи проект, односно елаборат за сообраќајот околу дискотеката, односно за паркингот пред самата дискотека, а никогаш и на целиот објект, односно дека проектот за целиот објект и неговото преуредување во кабаре го направил друг проектант од Кочани. Денеска неколкумина, поточно 7 адвокати ги дадоа воведните зборови за своите клиенти и на следно рочиште за случајот е закажано веќе за во четврток, кога ќе се продолжи со давање на воведните зборови. Студио. Ти благодарам, Михајло Видимливски го следи денешното рочиште за трагедијата во Кочани.